Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ово утро срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Вие следите мисијата, односно утринската програма на Радио Глас на надежда, која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Денеска е 7 април 2022 година, четврток, 97 ден во годината. На почетокот да ги проследиме сервисните информации, како што правиме и секој утро. Денеска ќе имаме релативно променливо време, променливо облачно и нестабилно, како што најавивме и вчера. На повеќе места со интензивен дожд, грмежи и засилен ветер. Утринските температури овутро се поголеми, меѓутоа затоа дневните ќе бидат пониски, така да дожд се предвидува во крајно западните делови на нашата република, од 5 до 7 во Полошкиот регион, во Скопската котлина некаде од 8 до 16, Куманово 6 до 13, ако одиме на крајниот исток во Беровскиот струмичкиот дел, во Беровско од 3 до 12, во Струмичкиот нешто потопло, а најтопло ќе биде секако во околината на Гевгелија од 8 до 18 степени, во Кавадарци Тиквишијата од 8 до 17, во Хрискиот од 8 до 12 и во Пелагонија исто така од 8 до 15. Значи ќе имаме денеска позитивни утрински температури, но затоа дневните ќе бидат пониски. Во следните денови температурата ќе се покачува, така да прогнозата вели дека ќе имаме дневни до 26, односно до 27 степени во наредните денови. Како е да е, ние сме во месецот април, најубавото годишно време пролет, полека се затоплува и воздухот и земјата. Озеленуваат површините со зелена трева, излегуваат и тревките, односно разни чаеви, како што вчера зборувавме за глуварчето, користите го во вашата исхрана, почитувани гледачи. Што се однесува до дневните информации од Мотосојузот на Македонија, ни јавува дека патишата се суви, односно ќе бидат во текот на денот и влажни, таму кај што ќе падне секако дожд, но треба да бидеме внимателни како возачи и учесници во сообраќајот. Препорачува АМСМ прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилото, особено на патиштата, низ котлините, речните долини и клисурите, каде има можност од појава на одрони, особено треба да се внимава на патните правци Катланово-Велес, Маврово-Дебар Струга, Виница-Берово и Кочани-Делчево. Од дроните кои се случија во минатата година се уште не се отстранети на патниот правец Скопје Миладиновци Штип, така да кога ќе дојдете нова магистрала, возите внимателно, бидејќи има пренасочување кон една коловозна трака. Патниот правец Охрид-Ресен преку Националниот парк Галичица се уште е затворен за сообраќај за сите видови на возила. Од Охридска страна сообраќајот се одвива до местноста Корита. Така да бидете внимателни во тој регион кога патувате, се уште тој патен правец не е оспособен, односно не е пуштен во употреба. Денес 8 рековме во Кавадарци, некаде температура 5-6 степени,
oblačno je, no potoplo je u smislu od ostanatite denovi koga beše nautro i duri -1 ili 2 stepeni. Što se odnesuva do rubrikata na denešen den, počtovani gledajući, bi spomnal deka na denešen den 7. april, na primjer, eve, ke spomeneme deka deneska je svetski den na zdravjeto. V 1948. godina stapil vo sila ustavotna svetskata zdravstvena organizacija. Se proslava, znači 7. april. Vo 1915. godina rodena je amerikanska pejačka Elinora Fagan, poznata kako Billie Holiday, narečena kraljica na džezot i bluzot. 1939. godina na denešen den, znači 7. april, fašistička Italija započnala invazija vrs Albanija, zemeta bila zazemena bez nijedan ispokan kuršom interesno porobuvanje, odnosno zazemanje. 1945. godina amerikanski avioni vo Vtorata svetska vojna go potopile najgolemiot japonski vojen brod Yamato. Dobro, evo nešto povezano so Makedonija. 1953. godina vo Beograd umrel Dimitar Vlahov, makedonski revolucioner, političar i publicist. Poveke deceniji bil prisuten na makedonskata istorijska scena vo borbata na makedonski narod za nacionalno i socijalno osloboduvanje. Bil roden vo Kukuš, Egejska Makedonija, na 8. novembri 1878. godina. 1963. godine na denešen den bil donesen ustavot so koji nazivot Federativna Narodna Republika Jugoslavija bil smenjet vo Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, a Josip Broz Tito bil proglasen za doživoten šef na državata. Dobro, evo ušte nekoliko informacij na denešen den, znači 7. april 1994. godina vo tekotna sodirite među pripadnicite na vojskata, policijati, bandite vo glavni grad na Ruanda, Kigali, bil ubijen premijerot Agata Uvilin Gajiman. I toga se slučila revolucija i mnogo luge bile ubijeni. I evo još jedna informacija na denešen den, znači 7. april 2006. godina vo severen Bagdad vo 3 eksploziji na bombaši samoubici vnatre i pred šiitskata džamije zaginale 70 luge, a bilja raniti 158 lica. Navistina, strašni se ti raboti koga nekoj ki si zeme za pravo dobiva drugi luge. I sebe se ubiva, no da se odmazdi. To je, nažalost, i verski fanatizam koji nekoji misle deka ako to go napravi ke otide vo raj i taka na tamo ke mu ugodi na Boga. Ne, počtovani gledači, Biblijata strogo zabranova ubijstvo, 6. zapoved veli ne ubivaj. Evo to bi ja nekoliko raboti što gi spomnav vo rubrikata na denešen den 7. april, što se slučilo, znači nastani, a istorijata gi zabeležala vo Minato to se odigrale. Evo, to bi tija servis informacije, počtovani prijatelji. Pozdrav do sita vas, koji v međuvreme se vključivte i sledite našata emisija. Ke odeme sega so jedna pesna, potom povtorno ke se vratime vo živo vo našata programa. Koliko sam puta pogriješio ja, mislio sam se ja dobro znam, ali život ovaj prevariti zna, često puta ostao sam sam. Sve sam u životu probao ja, malo toga dobro bilo je.
okreće se nova stranica, nek sa Bogom život otpočne. Sve sam u životu proboja, malo toga dobro bilo je. Okreće se nova stranica, nek sa Bogom život otpočne. Prolazi nam život brzo kao san, slušaj sada riječi Kristove. Dođi zato k njemu dok još traje dan, znaj da Isus čeka na tebe. Sve sam u životu proboja, malo toga dobro bilo je. Okreće se nova stranica, nek sa Bogom život otpočne. Sve sam u životu proboja, malo toga dobro bilo je. Okreće se nova stranica, nek sa Bogom život otpočne. Nek sa Bogom život otpočne. Evo nepovtorno v našta programa, почитувани гледачи. Поздрав до сите вас кои се вклучивте и ја следите нашата денешна програма. Верувам дека некои од гледачите денеска има роден ден, па ете во име на редакцијата на Радио Гласна Надежта ви посакуваме среќен роден ден, Божи благослов и се најубаво во вашиот живот. Следува рубриката кратка приказна, порака, значи од Библијата преку приказната и капки на мудроста. Еве неколку на почетокот капки на мудроста. Дружи се со мудрите и ке станеш мудар. Дружи се, значи, со мудрите и ке станеш мудар. Навистина има што да се научи од мудри луѓе или постари луѓе кои се мудри, нивното искуство многу силно зборува. Веселото срце го разведрува лицето. И тоа е така. Кога сме на свадба, сите сме весели, радосни, насмејани. Меѓутоа, животот носи и лоши работи. Односно, кога сме, например, на погреб или се случило нешто непријатно, неубаво, тогаш секако сме поозбилни и едноставно таа тага не обзема сите и ја делиме со присутните. Но, сепак, веселото срце го разведрува лицето. Колко е што повеќе можно да бидеме весели и радосни, почитувани пријатели во нашиот живот. Мудриот син го весели таткото, а безумниот ја презира својата мајка. Гордоста раѓа само препирки, а мудроста е во оние кои примаат совет. Кој дели изобилно, се повеќе има. Тоа е мудроста на мудриот Соломон, значи, кој дели изобилно, се повеќе има. Каде нема раководство, народот пропаѓа. Почитувани гледачи, овие се многу содржајни и убави пореки кои може да ги примениме и во нашиот живот, односно да се научиме од мудроста на луѓето кои доживееле нешто во животот, неве сега ние тоа го читаме и може да биде поучно за сите нас. Кога станува збор за приказната, насловот е нова приказна и нова порака утринска, страв или доверба. Текстот го наоѓаме во Откровението 22 глава, 20 стих. Се исплашив бидејќи сум гол и се скрив. Тоа е текст од 1 Мојсеева 3 глава, 10 стих и продолжува да дојди Господе Исус, Откровение 22:20. Овие два стиха се напишани на почетокот и на крајот од Библијата. Контрастот меѓу овие два стиха е таков, каков што е меѓу темнината и светлината. Во првиот стих имаме еден човек кој поради својот греф е исплашен
i saka da se sokrije od okoto na svoj tvorec. Vo vtorio stih imame molitva na jeden spasen čovjek koji kopne za sredba so Gospoda. Razlikate vo to što prvio čovjek stoji pred Gospoda vo svojeta grešnost, a vtorio te pomilovan preko Hristovata žrtva. Nije ne možeme da stojime goli pred Gospoda. Potrebna ni je Hristovata oblika na opravduvanje. Samo preko Božeta milost može naše od strah od Nego da se obrati vo ljubov i doverba vo Nego. Jedan čovjek si igral so svojete deca, tako što se prepraval deka je mečka. To se slučava. Tatko to su dečinjata koji se mali legnova na podot, se borat, jednostavno si igrat. I ete svega ovaj čovjek si igral so svojete deca, tako što se prepraval deka je mečka. Odejke na 4 noze i rikajki toj gi brkal ni sobata svojete deca. No najmalo to dete toliko se suživealo vo igrata što isplašeno otišlo vo agolot na sobota i počnalo da plače. No drugo to dete trčajke vo tatkovi terace viknalo: "Jas ne se plašam, ni najmalko bidejki, ti nesi vistinska mečka. Ti si moj tatko." Togaš tatko to si pomestil vo sebe: "O Gospodi, vakov bev jas nekogaš se plašev i begav od tebe. Ti blagodaram što sega si moj tatko." Da li i nije se plašime od Gospoda, počitovani prijatelji? Da li jedva i čekame da se sretneme so Nego? Adam se sokril i Gospod go pobaral. To je rekao: "Tuka sam, Gospode, pod žbunot." A Gospod mu rekao: "Što baraš tamo, pa ete sam gol, a koji ti kaže deka si gol?" Tako da gledame deka Gospod go pobaral uplašenju od Adam so njegovata sopruga Eva. Da li se plašiš i ti od Gospoda ili od ovoj čekaš da se ili edvaj čekaš da se sretneš so Nego? Ovo kaževa da li stojiš pred Nego pomilovan ili ne. Zato da ne se plašimo, počitovani gledajući, Gospod je naš tatko. To je naš prijatelj. Sjekogaš može da mu se obratime za pomoć, za sovjet i tamo koga sme vo najtemnite noki ili pak koga doživujeme burni dni, Gospod saka sjekogaš da bide so nas i pored nas. Na 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 Колку тешко беше, Боже, кога не те познава, какви дела правев, Боже, од нив се засрамува. Мојот живот, Боже мој, ти го давам да е Твој, јас те молам, земај го, од корен ти промени го. Мојот живот, Боже мој, ти го давам да е Твој, јас те молам, земај го, од корен ти промени го. Кога пак те запозна, сите ме напуштија, татко, мајка, другари и моите дома најблиски. И клекнав јас на колена, ни сози редев молитва, те молам, Боже, помогни,
кај мене дома врати ги. И клекнав јас на колена, и созиредев молитва. Те молам, Боже, помогни, кај мене дома врати ги. Тогаш како од една тагата ми загина, моите пак се вратија и таков ме засака. Колку, Боже, голем си, семејство ми поврати, радоста се врати пак, фала ти за секогаш. Колку, Боже, голем си, семејство ми поврати, радоста се врати пак, фала ти за секогаш. Имам желба последна, те молам ти исполни ја, на небо заедно со нив, Исус да не почести, на тоа море стаклено, со цело Божјо семејство, тебе да те видиме, вечност да те славиме. На тоа море стаклено, со цело Божјо семејство, тебе да те видиме, низ вечност да те славиме. Мојот живот, Боже мој, ти го давам да е твој. Јас те молам, земај го, од корен ти промени го. После оваа песна што ја слушнавме, почитувани гледачи, се враќаме повторно во живо во нашата програма. Следува рубриката Утринска порака од Светото писмо. Денеска пораката ја наоѓаме во Псалмите Давидови, 40 глава, 16 стих. Нека зборуваат секогаш: Господе, величествен, сите кои го љубат Твоето спасение. Како Христови сведоци треба да го кажеме она што го знаеме, она што самите сме го виделе, што сме го чуле или почувствувале. Ако постојно сме го следеле Исуса, ќе имаме нешто одредено да кажеме за начинот на кој не водел. Можеме да кажеме како сме го провериле неговото ветување и сме утврдиле дека е вистинито. Можеме да посведочиме за она што го знаеме за Христовата милост. За такво сведоштво Господ не повикува, сведоштво од чиј што недостиг светот гине. Бог би сакал секое семејство кое тој го подготова да ги насели вечните небесни станови, да му отдаде слава заради богатите ризници на неговата благодат. Кога децата за време на својот живот во домот би биле воспитувани и научени да му бидат благодарни на оној од кого ни доаѓа секое добро, ние би согледале дека елементот на божествената благодат се манифестира во нашите семејства. Во нашиот домашен живот би се забележувала ведрина и младите кои излегуваат од таквите домови би внеле дух на почитување и побожност и во училницата
и во црквата. Секој земски благослов би бил примен со благодарност, секој духовен благослов би бил двојно повеќе ценет кога способноста на сваќање на секој припадник од семејството би била посветена со словото на вистината. Господ Исус е многу близо до оние кои на таков начин ги ценат неговите дарови, припишувајќи му го секое добро во својот живот на великодушниот, љубезен, грижлив Бог, препознавајќи во него голем извор на секаква утеха и подкрепа, неисцрпен извор на благодат. За вистинскиот христијанин, Бог е прв и последен и најдобар во се. Никакви амбициозни побуди не може да ја намалат неговата љубов кон Бога. Вистинскиот христијанин постојано и истрајно се труди славата да му припадне на Небесниот Отец. Кога верно го прославуваме Божето име, нашите побуди се под божествен надзор и тогаш сме во можност да ги развиваме духовните и интелектуалните сили. Исус, божествениот учител, секогаш го возвишувал името на својот небесен Отец. Тој ги учел своите ученици да се молат: Оче наш кој си на небесата, да се свети името Твое. И тие не смееле да заборават да признаат, зашто Твоја е славата. Еве тоа беше утринската порака, почитувани гледачи. Пораката беше запишана во Псалам 40 глава 16 стих: да го воздигнеме Господа. На прво место во нашиот живот треба да биде Господ. И самата заповед, првата заповед од 10 Божи заповеди стои запишано: Јас сум Господ, Твојот Бог. Бог сака да биде на престолот на нашето срце. Бог сака да биде постојано со нас, затоа што Тој сака да ни помогне. Тој знае дека ние живееме во еден зол свет, во еден луд свет, кај што сатаната рика, како што вели апостол Петар, како лав и сака да ги уништи оние верни христијани, оние луѓе кои го следат Христовиот пат. Како Христови сведоци треба да го покажеме она што го знаеме, она што самите сме го виделе, што сме го чуле или почувствувале. Значи, нашите искуства се многу важни, не само за нас, туку да ги споделиме со нашите пријатели, со нашите соседи. Затоа, ако имате некој ваше посебно искуство, почитувани гледачи, слободно испратете го, напишете го, ние ќе го објавиме, да се и другите охрабрат, да се и другите осведочат дека постои Бог, дека Бог е наш личен пријател и секогаш подготен да ни помогне кога ни е најтешко, кога сме одвоени, кога сме осамени, кога сме на болничка постела. Бог е постојано поред нас. Затоа Господ не повикува сведоштвото да го споделиме со сите наши пријатели и тие да доживеат, и тие да се охрабрат, и тие да се осведочат. Одиме сега со рекламата, да ја видиме за дописната библиска школа, потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашата програма. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве не, назад повторно во емисија, почитувани пријатели, следува рубриката за библиски личности. Овутро сакам да кратко споделам, а потоа ќе има уште една порака за Богородица. Според Библијата, ова му била втора жена на Јосифа. Јосиф бил постар по години од Марија. Марија била девица кога се омажила за Јосифа.
taj poznati kako Deva Marija, Sveta Marija i така натаму. Postoje povijeke tituli za Majkата Božja, no kako je da je hristijanite verovat дека Marija je posebna žena. Iako Biblията не й дава некој атрибут, некој титула posebno na Marije, бидејќи само Marija je наречена како благословена меѓу жените. Така да не треба ние сега на Marija да се клањаме, да ја обожаваме, да правиме икони од неја, зашто и таа е почината. Никаде во Библијата немаме извеше дека Marija воскреснала и отишла на небото. Иако некои христијански заедници така проповедат и учат дека Marija е на небото. Воопшто немаме таков извештај, почитувани пријатели. Marija живеела во Назарет, во регионот на Галилеја со низините родители, кога се верила за занатлијата, би рекол Јосиф, дрводелец. Едноставно била мала за време на страшувачката, како и зачнувањето на Исус. Марија била млада девојка, била едноставно одредена, повикана да биде носител на Исуса Христа. Кога Јосиф дознал дека Марија е бремена, потајно сакал да ја остави, меѓутоа знаеме ангелот го осведочил дека Марија не одела со други мажи, туку она што го носи е свето, зачнато од Светиот Дух. Така да, еве, во Лука читаме 1 глава 28 стих. Радувај се, благодатна, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените. Тоа е само извештајот за Марија. Немаме некои титули кои ќе ги прочитаме за Марија, за незиниот живот. Значи, била една обична девојка, обична жена, Бог е одбрал да биде носител и да го роди Исуса Христа. Еве ја слугинката на Господ, нека ми биде според твојот збор. Така е наречена слугинка од страна на незината роднина Елисавета, која живеела исто во тоа време, била постара и таа го родила Јован Крстителот, кој едноставно Јован и Исуса биле браточедовци, би рекли така, по таа земна линија, по Марија и Елисавете. Како е да е, Марија ќе остане верна до крајот на Исуса и ќе биде тука поред крстот, бидејќи таа е сама, ќе остане сама, Јосиф ќе починат, нема кој да се грижи за неа. Исус ќе му каже на Јована: Јоване, ево ти мајка, а мајко, ево ти син. Така да, бидејќи Јован бил најмлад ученик, тој ќе живе најдолго и ќе се грижи за мајката Исусова. Бидејќи Исус после смртта, знаеме, 3 дена бил во гробот, уште 40 дена ќе борави на ова земја и ќе се вознесе, ќе замине на небото. Така да Марија ќе остане уште некој период, некој време во живот после Исусовото воскресение и после Христовото заминување на небото. Како е да е, Марија е најпозната жена во светот како име, но во Библијата е позната, значи, по реаѓањето на Исуса Христа. Еве, тоа беше денеска, почитувани гледачи, почитувани пријатели, рубриката за библиски личности. Зборувавме за Марија. Меѓутоа, сакам во продолжение да малце размислуваме за допир на љубовта. Еве, пред неколку години имам овде еден извештај во домот за запуштени деца или напуштени деца во Англија, решили да направат еден експеримент. Обратете внимание на ова статистика, сега што ќе ја прочитам, во врска со допирот. Колку е важен допирот. Директорката им наложила на медицинските сестри да го држат секое дете во домот по 30 минути дневно. Сега знаеме дека во поново време, не тогаш кога ние се раѓавме или кога бевме родени, болниците практикуваат кога ќе се роди дете, веднаш да го дават во прегратките на мајката и тука да спие во креветот или на мало кревече во истата соба, каде да што е мајката, да почесто го допира, го држи и така натаму. Порано, колку што јас знам и сум читал, значи детето го носат во друга просторија, таму ги чуват преку ноќта, само им ги враќаат на мајки да ги дојат и по неколку минути ги враќаат повторно назад во оделение. Но сега во приватните болници, па и во државните, овде и на запад, детето веднаш кога ќе се роди, оди во прегратка на мајката и скоро цел ден е со неја,
go doji, go gleda, go milova i taka na tom. Evo što se slučilo, znači, v ovoj dom na napušteni deca. Bilo naredeno da medicinske te sestri 30 minuti go drža dvorace sekoje od tije deca. Tije bija prijatno iznenadeni, koga video deka mnogo deca koji prethodno bile bolni se oporavile. Zabeleženo je deka i onije deca koji ne bile dopreni se razbolele pa duri i nekoj počinale. Da li bi binjeta sakat samo čovječki dopir ili nije uživame v čovječki dopir kako formana terapija? Jedno istraživanje pokažalo deka kelnerkite v restoranite kojim služat na mušterijite istovremeno dopirat mušteri, da li poprasite, poraciti se, pozdravuvati taka na tomu, dobivat poveke pari od klijentite, otkoliko oni koji ne dopirat. Ista ta studija pokažala deka oni koji rabotat vo biblioteka dobivat poveke komplimenti koga na nekoj način ke doprat nekoj od klijentite, da li ke se pozdravat, da li poramo ke go doprat i ke mu, ili pa koga mu davat knjiga da čita. Da li sme nije po inakvi luge od tijevo restoranite i biblioteke se postava prašanje. Povijek od nas morame da priznajeme se čustovat prijatno koga nekoj što ne obožava ke ne pregarne ili ke ne tapka po ramo. To je kako da zboruvame deka se griži za nas. Lekaret je znat vrednosta na dopirot. Univerzitetot vo New York go vovel dopirot kako terapija za bolnite vo svojeta medicinska programa. Jedno istraživanje pokažalo deka 99% od lekarite veruva deka čovečki dopir go stranova stravot na pacijentot od operacija. Sovjetnicite za brak isto taka zabeležili deka najsreknite parovi se onije koji redovno go dopirat partnerot. Zašto se dvumime da se dopreme? Se postava prašanje. V nekoj kulturi to je poprisuten segment ili del od životot, kako znak na vnimanje i blagodanost otkoliko vo drugim. Dr. Sidney Jorard sprovел neformalna studija za dopir. To je patoval vo različni zemlji vo svetот i gledal kako lugeto reagirat vo različni zemlji na dopir. Celta bila da se vidi koliko pati vo jedan razgovor lugeto se doprat ili dopirat. Evo, na primjer, vo Porto Riko izbrojil 180 dopiri među dve lice. Zamislite, dvajica razgovarat, blisko se može na polovina metra i dodeka razgovarale 180 pati se dopirat jedan su drug. Vo Francija 110 pati. Vo Amerika samo 2 dopiri. Vidite koliko se Amerikanci te studeni, povlečeni ili ladni. A dodeka vo Anglija ni to jednaš. Tije se eptem pa odvojeni i jednostavno povlečeni vo sebe. Porto Riko 180 pati, vo Anglija ni to jednaš. Dr. Sue Pendel evo što rekao. Potrebni se 4 pregratki dnevno za da bideme pametni, 8 pregratki za da bideme zdravi i 12 pregratki za da rasteme. Može bi na sve to ke se nasmevneme počtovani gledači. No ima mnogo vistina vo to. Isus upotreboval dopir na ljubov. Luge to nikogaš nego zaboravile to. Sekako potrebna je diskrecija. Postoji vreme i mjesto koga dopirot je sodveten, a koga ne je. Vosprotivno može da se pojavat golemi problemi. Vi procenite u koje opštestvo živete, u koje podneblje živete, da li vo to podneblje lugi to se dopira do neka razgovarat ili pak se povlečeni. Ostavam na vas. No kako je da je onaj prijateljski dopir vredi, kako što vidovme i v ovi anketi koji bile napravljeni. Odime svega suštedna pesna, počtovani gledajuće, potom se vratim je povtorno vo živo vo našta programa. Boga bi znajel ti, zemlja bežali Bog, kade se prekrasno, kaj što nema bolesti, razdel bi kaj nema, večno si te živeja,
tam u ta zemlja jaz bi otišao. Zemlja znam kaj što se si te srekni, tamo večno živeja bežali Bog. Koga jeden den toj tamo ke me vikne, ke pojdam ja svo toj dom na radost dan. Koga bi znajel ti, zemlja za koja kopne ja, tamo nema plačenje, tamo ima večen mir. Kaj so milite svoj, ke videme zajedno, tamo v ta zemlja jaz bi otišao. Zemlja znam kaj što se si te srekni, tamo večno živeja bežali Bog. Koga jeden den toj tamo ke me vikne, ke pojdam ja svo toj dom na radost dan, ke pojdam ja svo toj dom na radost dan. После ова песна, почитувани гледачи, повторно сме во емисија. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата програма. Ја следите емисијата, утринска емисија или програма која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Следува рубриката за нашите села, градови, езера и така натаму. Денеска би сакал да споделам кратко неколку информации за градот Штип. Штип е град во источниот дел на Република Македонија, распространет по долината на реката Брегалница. Според пописот од 2002 година, градот имал некаде околу 40.000 жители, односно 43.000 жители со ново село. Представува најголем град во Источна Македонија или 7ми поред во нашата земја. Штип е седиште и на Штипската општина и центар на Источно-планскиот регион. Штип е еден од најстарите градови во Македонија. Во 2008 година Свети Никола бил прогласен за заштитник на градот. Ете, нешто слично, мислам дека имаат и Прилеп, светец кој наводно може да го штити градот. Но сепак луѓето си веруваат на тој начин. Во пишувањите документи името Астибо за прв пат се го спомнува античкиот хроничар Полинije во 3. век. Значи Штип имали и други имиња како Астибо, и понатаму се спомнува уште некои имиња, но ние еве по младата генерација го знаеме како град по име Штип. Во досната антика и во раниот византиски период населбата постоела под името Степеон, така се некојаш ете викал овој град. А во средниот век, околу 6. и 7. век, го добива денешното име Штип. Во 1395 година Штип конечно паднал под власта на Османлиското царство и станал каза во составот на Кюстендилскиот Санџак. Од тогаш па се до 17. век постојат малку пишувани документи за судбината на Штип. Интересно, Штип преживува многу конфликти, многу војни, многу поробувачи, неколку пати бил запалуван и така натаму. Но како е да е, Елија Челебија запишал дека Штип имал 2240 куќи, муслимански храмови, имал џами и месџети, 7 текиња, 7 мана и така натаму. Значи, овие историчари
pedantno ги бележат овие податоци за денеска ние да ги читаме и да видиме како историјата се движела во овие краеви во Македонија, поточно за градот Штип. Во времето на австриско-турската војна градот претрпел големи оштетувања. Имено при навлегувањето во градот есента 1689 година по наредба на генералот Пиколомини најпрво го ограбиле, а потоа го запалиле тогашниот град Штип. Штип не можел да закрепне се до 19. век, што повторно се враќа во поранешниот сјај. Денеска, ако имате прилика, почитувани гледачи, посетите го градот Штип, убав е, историски град, може да прошетате и да малце и во околината и во самиот град. Еве, македонци има 38.000 и нешто, турци има 887, роми 2184, албанци 12, власи има 1727 души, срби 272 и така натаму. Ова е, значи, ови се бројки од 2002 година. Од новиот попис бројките се уште ги немаме. Како е да е, ако имате, значи, прилика, посетите го овај убав град, ако одете негде за Струмица или патувате за Берово, поминувате секако и низ околината на Штип. Одеме сега да кажеме неколку зборови за здравјето, односно совети за нашето здравје. Еве 10 совети за добро здравје на срцето. Прво, преземете иницијатива. Првиот чекор за подобрување на здравјето на срцето е да се запознаете кои се ризик фактори. Треба, значи, да се консултираме со матичниот лекар за висината на крвниот притисок, холестеролот, индексот на телесната маса, шекерот во крвта и ризикот од диабетис. Значи, тие се почетни работи што треба да ги знаеме и често пати да го контактираме нашиот матичен лекар. Понатаму, откажете се од пушењето. Ако имате порок да пушите, почитувани гледачи, откажете се. Пушењето ама баш ништо не е корисно. Веднаш откажете ја цигарата. Отврлете ја, молите се на Бога, бидете истрени, само вие може да си помогнете. Секако Бог ќе ви помогне ако вие сакате, ако вие донесете одлука. Фрлете ја цигарата. Чадот од тутун содржи многу штетни материи, повеќе од 4000, кои може да го оштетат срцето и крвните садови, кои ќе престанете да пушите во период од само 1 година, ризикот од срцеви заболувања значително се намалува. Трето, најдете физичка активност која ве прави среќни. Значи, излезете во природа. Редовна физичка активност може да го намали ризикот од срцев удар, ќе ви помогне во контролата на телесната тежина, регулација на крвниот притисок, високиот холестерол и диабетисот. Може да одите во фитнес клуб или во природа. Вие треба да одберете и по половина час дневно да одвојувате за физички активности. Четврто, одржувајте нормална телесна тежина. Дебелината може да предизвика зголемен крвен притисок, зголемен холестерол и диабетис. Храните се здраво. Препорачана диета вклучува храна со малку сол и маснотии. Го штитат срцето. Мишунките, грашок, граф, соја, леќа имаат ниска содржина на маснотии, а морската храна, таа морска храна сега треба да изберете она што се јади, она што е здраво, омега-3. Меѓутоа, значи, риба може да користите за да имате доволно омега-3 во вашиот организам, масни киселини. Не конзумирајте алкохол, никако. Алкохолот е штетен за сите делови на нашето тело. Најдете начин да се справите со стресот. Значи, вежбање во природа, помалце вести, помалку да гледате филмови кај што ќе бидете напнати и ќе предизвика стрес, помалку од нервоза секако ако е можно. 8. Спијте доволно. Од 7 до 8 часа се потребни за спиење, значи за да се телото одмори, да се рехабилитира и да се обноват келиите кои ни се потребни за нашиот секојдневни живот. 9. Одете на редовни прегледи. Правете редовни
kontroli, vašoj doktorki vi pomogne da gi sledite site promjeni vo vašoj organizam i da ve posvetova kako da gi kontrolirate istite. I 10. Koga čustvujete neprijatnost, povtorno odete kaj lekar. Nemoj da kažete, pa to je od ova, to je od ona. Možda bude fatalno ako na vreme ne se prevzeme nešto što može bi kego spreči lekar od preko lekarstata ili preko sovetite koji ki ne bida dadeni. Ako ne se čustujeme dobro, vednaš posetite go vaše od lekar. Znači, često pati ima situacije koga lugito je odlužuvati svoja ta posjeta na lekar. Pridavajki značaj na drugi aktivnosti, pritoa se zanemaruvati teškotini s kojim može bi naše telo se bori i pominova. Evo, počtovani gledači, to bi ja sovetite za našto zdravje. Odejme sušte jedna pesna i se vrakjeme da je prosledime poslednata rubrika vo našta današnja programa. Živej vo mene.
Живе во мене, живе во мене, живе во мене, Исусе. Почитувани гледачи, еве неповторно во нашата емисија, да ја проследиме нашата последна рубрика. Зборуваме за археологијата, односно археологијата ја потврдува веродостојноста на Библијата, на Светото писмо. Во Библијата се спомнуваат многу народи. Освен еврејскиот народ, се спомнуваат и амонците во Стариот Завет. Па еве да ви пренесам од ова книга, да ви прочитам неколку интересни факти за амонците. На 127 места во Стариот Завет се спомнува еден од трите изрази кои го обележуваат овој народ: Амон, амонци, синови Амонови. Тие изрази опишуваат народ кој живеел на левиот брег на реката Јордан, од реката Јавок на север до арапската пустина на исток. Главен град им бил Рабат Амом, денешен Аман. Во библиската книга, прва книга Мојсеева, 19 глава, ни се изнесени подробности за нивното потекло. Тоа бил Вен Ами, син на Лота и брат на Моава. Извештајот ја открива и тесната крвна врска на овој народ со израелците. Нема многу податоци за нивната рана историја. Во библиската книга, пета книга Мојсеева, 2 глава, 20 стих, наоѓаме дека амонците ги истребиле земзумите, джиновски народ кој живел на овој простор, на ова подрачје, за кој податоците се мошне, оскодни и несигурни. Во периодот на израелските усвојувања во Палестина, амонците не само што биле поштедени, туку се оставени во својата земја, недопрени, и се спомнуваат во библиските книги. Четврта книга и пета книга Мојсеева. Во времето на судиите, амонците сами почнале да создават непријатели на израелскиот народ. Му помагале на моавскиот цар Еглон, кој извесно време владел со Израел. Во овој период настапува време на пријателство меѓу амонците и израелците. За време на граѓанската војна што избила поради бунтот на Авесалома, синот на Нахаса, му помага на Давида во Маханаим и така натаму. Целек амонецот бил вброен меѓу јунаците во Давидовата војска. Меѓутоа, пријателството не траело долго. Во периодот на Ахава, амонскиот цар Васа бил еден од членовите на коалицијата која се борела против ширенето на асирскиот цар Саламансер III на запад. И така натаму, сега овде има уште неколку податоци, но да резимираме на крајот. По разрунувањето на Ерусалим, амонскиот цар, до сега познат како Валис, праќа еден од поранешните војни старешини во Јудеја по име Исмаил да го убијат Годолија, кого Наводоносор го поставил како свој вазал во Јудеја. Токму ова подробност е расветлена со ископување во Тел Умери, кога е пронајден важниот печат кој му припагел на првиот министер на амонскиот цар Валис. И така, детал по детал, предмет по предмет, малку по малку изрунуваат од минатото и светлина со новата светлина на научните сознанија тие придонесуваат за целосно знаење и за поцелосна слика на библиската историја. Еве, почитувани гледачи, дојдовме до крајот и на денешната програма. И благодарам на вашето внимание, ви закажувам нова средба во петок, значи утре во исто време, на исто место, во 8 часот и 30 минути. До тогаш бидете одговорни, чувајте се и ви посакувам секое добро. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски.
можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.